Здраво на сите. Се надевам се слушаме, така? Здраво? Добро. Може и потивко малце. Мило ми е што ве гледам во такав број, што стварно имаше преголема заинтересираност. Ми е жал што немавме простор за сите да бидете присутни онлайн, во живо, за сите што сте онлайн во моментот. Анкетата што ја пушти Викторија на почеток беше баш цел да видиме која е таа заедница во Македонија, колку сме со колкаво искуство и колку имаат привилегија да бидат некаков вид на менаџери или тим лидери. И баш кога разговаравме на кои теми сакаме да презентираме на низ целава тајмерот ресетира низ целава агенда, излезе прашањето дека нема толку менаџери кај нас. Мило ми е што видов преку 30 одговори и веќе 20 плюс ментори, значи 50 од сите пријавени, не знам вклучени онлайн, меѓутоа регистрирани беа преку 350 луѓе за онлайн и тука сме околу 70-80 луѓе. Така што бројката од 30 ментори, менаџери, верувам дека е доста мал процент. И беше битно на моите поранешни и сегашни тимови да се сподели малку околу тоа што значи да се биде добар менаџер во една компанија. Малку за мојата позадина и зошто смеам да зборувам на темата. Се уште немам 15, ама пролетва, да. Започнав, имам завршено, значи се запишав на електрофакултет, завршив на ФЕЙТ, како му даја, на ЕТФ се запишав, на ФЕЙТ дипломирав и на ФИНКИ магистрирав, така што ги фатив сите можни структури на факултетот. Ама тоа што знаев од секогаш е дека не сакам да бидам класичен програмер, бидејќи уште од помала ме влечеа визуелните моменти, решавањето проблеми од математички, меѓутоа некако се ме тегнеше страната на визуелниот дел на работите. Така што првата работа и пракса ми беа како, само да го исклучам Дискордот. Започнав со работата како веб дизајнер. На времето тоа беше за дигиталните медиуми титулата за било каков дизајнер на кориснички интерфејси. User experience како терминологија постои од многу од поодамна, меѓутоа повеќе било во смисла на дизајн на продукти, на физички, значи во фабрики збориме, луѓе кои што правеле опипливи работи. За дури потоа, откога започнав веќе посериозно во кариерата, се појави како терминологија во дигиталните области. И така, дел по дел, почнавме да учиме што е тоа UX, кај нас на факултетите нормално не е опфатено како програма. Имавме некој дизајн на кориснички интерфејси на факултет, предмет кој што никој не го сваќаше сериозно, веб дизајн исто така, каде што бев и демонстратор. И морав да повторувам HTML и CSS по 14 пати истата лекција. Ама беше интересно и тоа некако кариерата ме однесе во насока на и дизајн на корисничките интерфејси и девелопмент. Тогаш фронтенд девелопер беше некој што куца HTML и CSS, односно знае да веб дизајнер беше дизајнер кој што знае да си го искуца кодот за вебсајтот што го дизајнира. И дел по дел, како што растаат тимовите, растаат компаниите, организациите, почнаа тие улоги да се поделуваат. И дел по дел почнав и да градам тимови во компаниите и ќе се задржам повеќе на тој дел низ презентацијата. Како се станува менаџер? Постојат два начина. Еден е ќе се трудиш, ќе се докажуваш
и после некое време ќе добиеш унапредување. А вториот е ќе се вработиш како прв во компанијата и автоматски ќе станеш менаџер. Тоа се случи со мене. Работев, кога се вработив во Нецетера, бев првиот веб дизајнер во компанијата и некако автоматски потоа кога почувствувавме потреба да се расте тимот, автоматски станав и тим лидер. Заедно со уште еден колега во Цирих го основавме User Experience Office, кој што сега верувам дека е повеќе од 20-25 луѓе. Меѓутоа почнавме од јас и од првата вработена Ана, која што се надеваме тука не ја видам. И така прерасна тимот во луѓе од тројца и почна понатака да се шири. Бидејќи мал број од вас се всушност менаџери, тим лидери или некакви ментори, за сите останати презентацијава свадете си на тоа што вие можете да барате од вашите менаџери да направат во однос на вашата кариера. И сега станувам менаџер и сега што? Не знаеме што треба да правиме. Кај нас повеќето ќе си го сватат како супер, сега некој ќе ви купува бурек, ќе ви носи кафе од Савајле. Таа ми е менаџерска улога, сега сум во некоја привилегирана состојба и можам да барам од луѓето да прават што сакаат. И тоа не иде баш така. Затоа што како менаџер, тие што се добри менаџери според мене и мојата лична филозофија е тоа дека менаџерот е во улога на тимот. И ќе зборувам и за тоа понатаму. Значи, што да направам кога прв пат ќе се соочам? Ако сте добиле унапредување и сте веќе во некоја компанија која што си ја познавате, првиве 2 дела можеби нема да ви се толку битни. Меѓутоа има случаи каде што сте член на тим, ви нудат позиција во друга компанија да преземете некоја менаџерска или лидерска улога и не знаеме каде да почнеме. Ова се некои од прашањата кои што би требало да си ги разјасните уште од време на интервјуата, односно кои би биле луѓето околу тебе. Значи, кој донесува одлуки, дали ќе имаш твој тим, кој ќе те поддржи, дали ќе имаш спротивставени ставови во смисла на филозофијата како се води компанијата. Дали твојата претпоставена е во линија со нејзиниот претпоставен, и ќе мешам малце женски машки род, бидејќи на англиски е полесно во едно. Кого да контактираш во одредена ситуација, тоа е многу битно. Многу често луѓето се едноставно фрлени во некоја улога и немаат никаков ментор или начин како да бидат носени и водени понатаму. Во смисла на визијата и стратегијата на компанијата исто така е битно за да знаете што ве очекува, која ви е насоката на водење на компанијата, дали моите етички принципи се слагаат со принципите на компанијата и стратегијата која ја имаат и така натаму. Дали постои стратешки план, како би се прилагодила компанијата на промените што сите знаеме дека во бизнисот во моментов се случуваат. Дали вреди не само финансиски, туку дали вреди вашето време и посветен труд и дали ви е во насока на онаа кариера која што би сакале да ја имате во иднина, дали е работа која што ќе ја земам за било што да имам нешто за живеачка или е баш нешто во склад со вашите вредности. Кои се темелите на бизнисот, како што кажав, како се заработуваат парите, кој е моделот на монетизација, на поставување на цени, кој не е совршениот клиент, значи кон кого целиме како компанија општо, не само со делови од продуктот или производот кој што го работиме. Стратегија за маркетинг, кои се оддели, значи има sales, маркетинг, кои сите се засегнати во компанијата со кои би требало вие да комуницирате. Кој како комуницира со клиентите, дали вие ќе имате пристап да разговарате со клиенти или не, и така натаму. Која компаниската култура,
Тоа е многу битно. Како се дава фидбек, односно позитивна и негативна критика. Како сите функционираат заедно? Дали се опуштени луѓето и можат отворено да комуницираат помеѓу себе или сите се плашат дека што и да кажат ќе изгубат работата? Дали постојат процеси и кои треба да ги следиме? Дали сите читаат документација или треба да најдете друг пристап како да искомуницирате некои работи со луѓето? И според мене е многу битна работа дали луѓето си викаат здраво. Значи, атмосферата во компанијата многу се менува кога луѓето ќе престанат да си викаат здраво по ходници. Сега скоро сите сме од дома, ама многу е битно и верувајте дури за онлайн состаноци, не вклучена камера, штама кога ќе се вклучи состанокот, тоа сето прави да го изгубиме чувството дека работиме со луѓе, туку едноставно да протрчаме кроз некоја агенда, исклучена камерата, не ми е битно со кого правам муабет. Значи, самата комуникација и односот на луѓето, на сите состаноци, без разлика дали се онлайн или во живо, е многу битна. И едно од најглавните прашања, кога се вработувате како дизајнер или дизајнер менаџер во одредена компанија, е каде е улогата и каде припаѓа дизајнерот во целата таа организацијска структура. Односно, дали дизајнерите имаат глас да се вклучат во визијата на продуктот или проектот и процесите околу него. Како вработените и клиентите ги гледаат дизајнерите? Дали едноставно улогата како дизајнер е почитувана во компанијата или не? Кој се одлучува во која насока ќе се води продуктот и неговиот кориснички интерфеис, И кој се одлучува? Значи, има компании кои што се многу ориентирани кон инженерски решенија и е многу тешко да се стекне почитта кон дизајнерите во такви компании. И затоа, кога веќе би биле на интервју, многу е битно да прашате баш тоа прашање. Која е улогата на дизајнерот во вашата компанија и кои се очекувањата од мене како менаџер и од мојот тим што ние треба да направиме. За ова може и интервјуа, може и подоцна, да го запознаеме продуктот и производот. Тука многу нема да се задржам, најчесто нешто веќе постои пред ние да почнеме. Ако почнувате од нула, тоа е одлично, и ако имате одврзна адмирација, меѓутоа во реалноста повеќето производи, продукти се веќе почнати од како ние ќе почнеме со работа. Значи мора да научиме што до сега било направено. Значи која е индустријата општо, кои ни се таргет клиенти, време траење на проектот или продуктот, дали сме ограничени со некакво време, големена улога на тимовите, како функционира еден тим за развој, односно од кои луѓе е составен, програмери, дизајнери, продукт менаџери и така натаму. Очекувањата на компанијата, како што кажав, не само од тимот, туку во која насока сакаме продуктот или проектот да се развива. Производ го пишувам, ама продукт го кажувам, затоа што сите разбираме повеќе што е дигитален продукт. Кои се очекувањата на клиентите, бидејќи сите, ако имаме повеќе клиенти, имаме продукт, секој од нив има посебни очекувања како продуктот треба да се однесува и кои се планираните задачи, односно точки во кои сакаме да го планираме тој развој, односно roadmap. За функционалноста, земете и считајте се од А до Ш, значи тоа е број 1. Ако не постои документација, барајте, зборувајте со луѓе, прашувајте ги клучните луѓе, особено тимовите како Customer Success, Sales, тие го знаат проектот и продуктот уздуши попрегу, затоа што тие се тие што го продаваат на клиентот. Ако е дигитален производ, нормално ќе влезете, ќе побарате шифри, ќе влезете, ќе го искликате целото од А до Ш и правете си листа на работи кои што вас како корисник кој што прв пат го клика ви сметаат и понатаму кога ќе почнете да работите да ги ставите на предлог за подобрување. Сега доаѓаме до моментот, станувам менаџер без разлика на постоечка или нова компанија и
таму можеби веќе има тим, можеби треба да го составиме тимот. И на овој дел најмногу ќе се задржам бидејќи ми е најбитен и баш вчера правевме муабет и колегата вика, јас уште не ми е јасно зашто ме вработивте. И сега ќе кажам зошто. Затоа што со текот на годините развив некое чувство и не само јас, сите што работевме интервјуа и вработување на луѓе, кои се оние луѓе кои што навистина ја сакаат оваа работа. Значи пасијата им светка во очите кога зборуваат. Тоа е, значи, она што го бараме во луѓето. Луѓе желни за знаење, за учење. Нови работи во нашава индустрија нон-стоп се појавуваат. Мора да се биде во тек со времето, да се учи цело време, да се следи што се случува, да се прилагодува, да се менуваат алатки, да се учат нови својства на алатките и така натаму. Битно ни е да знаеме каков е проектот или продуктот, каков е тимот и каков човек ни треба за нашиот тим. И тука имаше една дебата која што верувам ќе продолжи понатаму во паузите, дали треба да бидеме сезнајни или треба да бидеме фокусирани на одредена улога. И би рекла дека тоа зависи од организацијата и ние како менаџери треба да процениме што навистина на одреден тим или организација им треба во моментот. Каков профил се бара? Ни треба повеќе истражувач, ни треба повеќе јак на визуелен дизајн, ни треба некој што знае да кодира, зошто да не? Дали имаш време и желба и можност да менторираш некого? Значи, во тој случај гледаме дали можам да прифатам некој што е почетник во индустријата и дали јас имам време да посветам на тој почетник за да го донесам до некој повисок стадиум. Ако немам време, тогаш не вработувајте почетници, затоа што само ќе ги оштетите и ќе го потрошите времето, кое што би можело да го потрошат на друго место каде што ќе ментори. И секогаш има буџет. Значи, ако на интервју ви кажете вие цена, ние ќе видиме дали може да се прилагодиме, и тоа е некогаш точно, ама многу често има одреден буџет во рамките од до и треба да се прилагодиме кон тој буџет. Значи, тоа ќе одлучи дали ќе бараме некој супер сениор или ќе си дозволиме и да вработиме јуниор. Меѓутоа, рачунајте дека не е само трошокот дека јуниор зема помала плата. Некој сениор ќе треба да биде посветен и да го троши времето за да го обучува тој јуниор. Така што и тоа компаниите го земаат предвид. И ако многу често сте одбивани на интервјуа, не си го земајте при срце. Едноставно во тој момент компанијата не е подготвена да прима јуниори и така натаму. Значи, некојаш треба да се посреќи, некојаш треба да се истакнете помеѓу 300 апликации. Сето тоа зависи од моментот. Направете се што можете од ваша страна, ево ова за јуниорите малку совет. Направете се што можете да се истакнете. Не го пуштајте истото портфолио од академијата, 5 души и сите да викате дека јас го правев, тимот ништо не работеше. Тоа не остава добра слика за останатите. И кога зборуваме за точно што ни треба во луѓето што бараме, во поголемите компании за сите овие улоги има посебни луѓе. Значи имаме истражувач, имаме UX дизајнер кој што само wireframe прави, не знам како да ги наречам, слики, жичани слики. Бараме некој само прототипи што работи, или бараме некој што е фокусиран на UI дизајн, бараме некој што работи строго дизајн системи, бараме некој што работи анимации и такви работи, бараме некој што знае да ги имплементира тие работи. И стално сме имале дебати зошто јас од секогаш сум барала такви еднорози, не може дизајнер све да знае и да кодира и така натаму. Ама сум ги нашла. Имав повеќе од 15 луѓе во тимот, ретки беа, ама ги биравме и ги најдовме, затоа што тоа одговараше на организацијата за која што јас вработував, затоа што имавме проекти каде што дизајнерот беше оставен
сам на себе, а бевме свесни дека програмерите повеќе беа кон бекенд порано и не се грижеа толку за корисничките интерфејси и како ќе биде изграден самиот интерфејс. Значи, деталите, ќе речам Pixel Perfect, ама одамна веќе респонсивен дизајн е во игра, така што не работиме веќе со пиксели. Ама се да е под конец како што сме планирале. Интеракцијата, accessibility, ќе имаме тема, Кате ќе зборува на таа тема и така натаму. Сега гледаме дека има фронтенд инженери кои што се по-насочени кон UX, меѓутоа јас си прилагодив и за поголемиот дел од тимот, титулата UX инженер беше некој што знае да се издизајнира и да си го испрограмира интерфејсот, така што се грижат буквално за корисничкото искуство. Меѓутоа ќе повторам пак, зависи од организацијата, зависи од проектот, зависи од продуктот, зависи од тимот со кој што работиш, дали некој ти треба да го покрие и тој фронтенд дел или инженерите се доволно спремни за да го работат тој дел. И нормално сите викаат Jack of all trades и Гоце ќе го спомне во неговата презентација, така што нема да се задржам повеќе на таа тема, исто и ја не мислам. Една од вежбите која што ја практикувам со сите тимови е оваа мапа на skills. Прво одбираме кои се сите важни вештини што членови на тимот би сакале да ги имаат идеално, ако сега вработуваме некој нов член на тимот, кои вештини би сакале ги ставиме во овој круг и потоа секој од нас си проценува прилика на оската од центарот каде што е 0 до крајот на линијата, колку сме на некоја скала вешти во тоа во баш таа вештина. И како што гледате, тука имаме некоја дупка на анализа на податоци и имаме малку дупка на кај квалитативно истражување, така што доколку јас вработувам во тимот, ќе гледам да ги пополнам и овие празнини. И не се плашете како менаџери да вработите луѓе кои што се поспособни од вас во одредена област. Јас од секогаш сум била слаба на визуелен дизајн во смисла креативен. Сега сум правила и постери и такви работи, меѓутоа не ми било најсилната страна. Мојата силна страна е системски дизајн и затоа и кон тоа се ориентирав. Меѓутоа вработував луѓе кои што се многу силни како визуелни дизајнери и го надополнуваат тимот. И никогаш не се чувствував дека ќе бидам засенета од нив, напротив, нивната работа правеше и јас да изгледам како добар менаџер, затоа што имав ранг на луѓе кои што се способни за различни работи, меѓутоа како тим и целина и можеш да се консултираш со било кој во секое време, да добиеш критика на твои дизајни и така натаму, така што вреди да се инвестира во луѓе кои што одговараат на твој тим. И доколку не можеш да најдеш идеален кандидат, секогаш мора да направиме како регрутери некаков компромис, меѓутоа да не правиме компромиси за критериуми или за луѓе кои што не се во линија со нашите вредности. Тоа неколку пати, за жал, сме имале случаи каде што не се поклопиле во тимот, во проектот, во продуктот и тие се едни од најтешките одлуки и што некој менаџер може да ги донесе, меѓутоа правиме и ние грешки, не ги наоѓаме соодветните луѓе. За среќа ретки се, меѓутоа ги има, така што мора да бирате луѓе кои што би се вклопиле со остатокот на тимот. Без разлика колку некој да е идеален дизајнер, ако видите дека не одговара за вашиот тим, едноставно тоа е тоа, ќе си најде работа на друго место. Понатаму, ако сакате на паузите, може да зборам повеќе. И запознавање едни со други. Во новата компанија, нашата компанија локална беше купена од американска компанија и одеднаш станав менаџер на меѓународен тим. Од секогаш сум работела во меѓународни тимови, меѓутоа не сум била директен менаџер на меѓународен тим. И првото нешто што побарав е да се сретнеме сите на едно место и да се видиме во живо, бидејќи преку Zoom комуникацијата беше многу
стерилна и не се знаевме и пазевме кој што кажува и тоа не е атмосфера што некој сака да ја има во својот тим. Така што после дружбата во живо, сите веќе беа сосема поотворени, се одеше погладко. Организиравме работилници и вежби за запознавање. Заедно на работилница определивме принципи на дизајн на компанијата кои што сите сакаме заедно да ги следиме. Се адаптиравме на културата помеѓу Македонија, Холандија и Америка, сите сосема различна култура. И се дружиме и не само во живо, туку и онлайн. Имаме редовни one-to-one состаноци или негде се нарекуваат била состаноци. Имаме неделен синк состанок, каде што чисто споделуваме кој што работел, како работел и така натаму. Имаме заеднички состанок со инженери кои што работат на дизајн системот, кој што донесуваме одлуки во врска со имплементацијски детали на дизајн системот. Имаме дизајн фидбек кој што строго се ориентираме кон UI, критика и така натаму и нормално дали има целото флоу, целото движење на корисникот низ системот смисла. И имаме еден забавен Creative Jam состанок на секој 2 недели, поставен беше од нивната претходна менаџерка, меѓутоа го задржав бидејќи е баш супер. Во петок при крајот на денот, почеток во Америка, сите правиме некоја забавна игра онлайн каде што пробуваме некаква креативност да извлечеме, некоја што е сложувалка, некогаш е работење на текстови за UI copy и чисто вежбање на тие работи. Веќе ги спомнав била состаноците, многу се битни. Во големи тимови кога не работите заедно може да бидат и на 3 месеци, 6 месеци, меѓутоа препорачувам барем на 2 недели чисто муабет со луѓето да видите кај сме, што сме. Ние низ другите состаноци комуницираме, меѓутоа еден на еден е сосема друга комуникација, така што препорачувам да имате барем на 2 недели. Имаме ретроспективни состаноци што им се допаѓало, што сакаат да смениме во тимот и така натаму. И многу ми е битно сите да сме искрени, меѓутоа не брутални во комуникацијата и морам да се држам до даден збор, така што запишувам секоја работа што сме ја ветила. Секогаш се трудам да реагирам на суптилни аларми, ако некој нешто не е задоволен, пренатрупан со работа, ако некој друг човек во тимот им ја отежнува работата, да разговарам директно, многу е битно малку да се олесни патот на луѓето. Создаваме атмосфера на отворени пофалби и критики, односно гледам да никогаш да не критикувам, туку да поставам насоки и цели за подобрување во иднината. Еден од најдобрите комплименти што сум ги добила од Нија е дека кога давам фидбек, не може да се сетат дека им давам фидбек. Така што многу е битен начинот тоа да биде другарски, пријателски и во насока на подобрување, а не критика, ова лошо го направи. Мислам, тоа некој да ти го каже, ти ги сече нозете и едноставно ти се работи веќе. Се трудиме исто така и во рамките на тимот тоа да го правиме, не сум ја сезнајна. Целиот тим учествува во такви дизајн критики, меѓутоа гледаме да се позитивни и во смисла сите се учиме како да ловиме риби, никој да не ги лови рибите за нас, туку да ги насочуваме што е она што треба да се подобри или коригира, и јас добивам цело време такви критики и тоа е сосема окей. И една многу битна работа што многу од менаџерите не ја прават, а тоа е да сносиш одговорност за твоја донесена лоша одлука, која што се покажала како лоша после некое време, или кога тимот донел одлука, одговорноста е на менаџерот, затоа што не може вие да одите и да посочувате, овој вака ми рече, тој им така ми рече, или заради овој вака направив, така направив. Правиме грешки, прифатете ги и сносете ги последиците од тоа. Многу е битно и кариерна патека да се постави за сите. Малце ќе го префрлам времето, ама извинете.
Да се постават јасни очекувања за нивната кариерна патека, заедно да се усогласите кон која насока сакаат луѓето да се движат, некогаш ќе биде кодирање, некогаш ќе биде истражување, некогаш ќе биде нешто друго. И битно е да се постават сите улоги, цели, заедно да се поминуваат и да се навраќаме на тоа што сме го поставиле како цел. Вие како менеджер треба да се погрижите дека нивниот труд е конкретно компензиран според таа скала на способности и, како што реков, некогаш мора и да донесеме тешки одлуки. Оваа скала се адаптира кон компанијата и организацијската структура на компанијата. Порано сме имале некои нивоа како P, S, после X, како executive management и така натаму, тие биле дистрибуирани по дивизии, по групи, по проекти и така натаму. Треба да се прилагодиме кон тоа, ова беше некој предлог организацијска структура. Додека во продукти имаме повеќе продукт ориентирани на ниво на тим, на ниво на група на продукти, на ниво на целата компанија и така натаму, така што овие скали секогаш мора да се прилагодат на организацијската структура на компанијата. За секој од овие нивоа добро е да се напишат детали, некои се задржуваат на 3 точки, јас сакам да бидат тие подетални за членовите на тимот да знаат кои се очекувањата од нив. Не значи дека треба 100% да ги исполнуваат, меѓутоа дел од насоките кои што после можеме да ги поставиме како цели за унапредување во кариерата. Ова е еден пример од Figma Design Career Levels, тие го направиле во FigJam со sticky notes, не мора да е табела, не мора да е кој знае колку комплицирано, ама добро е да сите членови на тимот да знаат што ги очекува. И запознајте ги клиентите и вистинските корисници, и тоа е дел од вашата работа како дизајнери на кориснички искуства. Нема да се задржам на тоа, цел ден ќе слушате презентации во таа смисла. Ако не можете вие да работите како менеджер, тогаш следете го тимот што работи и бидете во тек со работите. И главни задачи како менеджер се: првата, да им овозможиш на дизајнерите да се бркаат својата работа. Тоа е број 1. Значи, вие сте овозможувач и како? Договарате алатки за работа, креирате дизајн систем или преговарате во компанијата за тоа. Имате архива или репозиторија на истражувачки наоди, интервјуа од корисници, извештаи од анкети и така натаму. Развивате култура на позитивна критика, веќе зборував за тоа, споделување знаење помеѓу тимот и буџет за дополнително образование, што е многу битно. И втората точка е да им помогнеш на сите останати во компанијата да разберат зошто треба да ги остават дизајнерите од твојот тим да си ја бркаат работата. Тоа е едно од најтешките работи во секоја компанија, особено во големите и особено оние инженерски насочени компании. Меѓутоа, ваша работа ќе биде да направите да течат информациите помеѓу сите профили, да видите како и да докажете како дизајнот влијае врз бизнисот, да држите презентација, едукација за дизајн процеси, зашто тоа треба така да се случи, да организирате работилници, да обучувате другите дизајнери да организираат работилници, например дизајн спринт, кој што често го работиме, документирање на донесени одлуки, редовни состаноци со сите и комуникација, да имате отворен календар за било кој да може да ви закаже состанок и да види кога сте слободни, и RACI фреймворк кој што е една рамка каде што во секој дел од процесот дефинираме кој е одговорен, responsible, значи кој треба да ја сработи работата, кој е accountable, тој што треба да одобри дека таа работа е сработена како што треба, consulted, кој треба да биде консултиран во секој дел од процесот, и informed, чисто да ги информираме кога се работи, да очекуваат, например, sales или така натаму. Ова е еден пример од такво делење на обврските и многу е битно за да можете да работите како што треба. Мала проверка со темелите на DesignOps. Иако ова сето тоа сама го стекнав некако со искуство, многу е добро да се користи буџетот за едукација доколку вашата компанија го нуди, ако не го нуди да издействувате да го нуди.
Јас сум веќе сертифициран UX менаџер и ова беше еден од курсевите кои што го слушав за DesignOps и ова ми даде онака рамка за дека све окей правиме. Тоа е многу битно да си потврдите дека сите од работите што ги правите и овој дизајн, овој слайд кој го видов беше као супер, па покриваме скоро се. Треба поработиме на метриките, а сети немаме некој за менеджмент кој знае каков и немаме некој плейбук, сама не е лоша идеја, можеби ќе го направам тоа. И ова доаѓа премногу работи најнаш и се ова е многу тешко да се менаџира, особено во големи тимови. И како прав миленијалец морам да кажам збор 2 за burnout и self-care, затоа што многу може да отидете во грешна насока од собствено искуство, кога си преземате премногу обврски на себе си, не знаете да кажете не, ќе пиете кафе, ќе кажете this is fine и ќе плачете. Го снимам, исклучи техника. И што тогаш ќе одморите и ќе приоритизирате и ќе се повикате на титулата? Океј сме или не? Не баш. И најбитното е да не земате при срце кога луѓе ќе се одлучат да си одат од компанијата. Тоа ми беше најтешкото нешто во кариерата. И бидете секогаш на страната на тимот, затоа што компаниите се менуваат, ама тимот не се менува. Еве ги, скоро сите се денес тука. Колку и да сте добри менаџери, не значи дека дизајнери, извинете, не значи дека ќе бидете добри менаџери. Бидете people person, бидете на страната на тимот, можеби ќе бидете и добар лидер да ве следат понатаму во кариерата. И со мојот омилен нема го завршувам ова. Фала ви.